Поради актуелната воено-политичка состојба и руско-украинската криза, до 20 март, односно во времетрајање од 10 дена, во Македонија ќе биде забранет извозот на пченица, јачмен, ченка, брашно од пченица, семе од сончоглед и масло од сончогледово семе. Од Министерството за економија информираа дека резервите од пченица и нафтени деривати со кои располага државата се во доволни количини за подолг период, поради што нема потреба граѓаните да прават домашни резерви. На пресконференција ресорниот министер Крешник Бектеши истакна дека засега нема потреба од активирање на стоковите резерви, затоа што не постои опасност од недостиг на основните прехранбени продукти, ниту пак од моторни горива. Нема потреба од активирање на стоковните резерви. Ние имаме Агенција за стоковни резерви, како што наведе и Трајан, во делот на пченицата, јачменот, сончогледовото масло и слично. И имаме дирекција за задолжителни нафтени резерви. Имаат, значи се различни две институции. Ни од првата, ни од втората нема, значи, да се интервенира, имајќи во предвид, уште еднаш да повторам, и сакам да ги повикам граѓаните, да не направат дополнителни трошоци за да купуваат непотребно, имајќи во предвид дека само приватните компании, млиновите во нашата држава и трговците со нафта и нафтени деривати имаат своји резерви кои се повеќе од 2 месеци и пол, 3, не вклучувајќи ги државните резерви кои, значи, се класифицирани информации, но можам да кажам дека може пута 2 да го направите ова и до наредната реколта се знае дека не дека ги покриваме, но имаме повеќе од тоа колку е потрошувачката во нашата држава. Министерот Бектеши рече дека од понеделник ќе има значително пониски цени на горивата во однос на цените во земите од регионот. Според него тоа ќе се постигне по усвојувањето на законите со кои ќе се намали акцизата и данокот на додадена вредност. Но имајќи во предвид последната одлука што ја донесе РКЕ, се земат во предвид последните 5 дена од котациите во берзите и секако дека на таков начин на дневна база, пошто е измената сега методологијата на пресметување на сметките, се носи одлука за цените. Денеска во собрание најверојатно би требало да се усвои законот за ДДВ и законот за акцизи, а имајќи ги во предвид и вчерашните цени во берзата и цената пред 2 дена, јас очекувам согласно анализите од утре, а многу важно е да се наведе дека веќе од понеделник ќе имаме не поевтини цени од регионот, но значително поевтини цени од регионот. Во однос на забраната за извоз на дел од основните земјоделски производи, Бектеши нагласи дека владата ја донела оваа одлука превентивно, за да не настанат поголеми нарушувања на пазарот заради одлуките за ограничување, односно за забрана на извоз, што веќе ги направија останатите земји од регионот. Амбасадорот на Народна република Кина, Џанг Цзуо, со своите соработници, оствори работна посета на општина Виница. При тоа со градоначалникот Миле Петков разговараше за напредување на соработката на економски и културен план. Пред кинеската делегација беа представени природните ресурси и стопанските капацитети со кои располага регионот, како и проектите што локалната самоуправа на Виница треба да ги реализира во наредниот период. Виница е првата општина од државата која стана членка на урбаната алијанса Патот на свилата, а чија цел е промоција на економската и трговската соработка, како и реализација на пријателски, образовни и културни размени со Народна република Кина. Во таа насока градоначалникот Петков го запозна амбасадорот со можностите за инвестирање во повеќе области во Виница, како и со реализација на капиталните проекти во делот на комуналната инфраструктура, културата и заштитата на животната средина. Градоначалникот Петков истакна дека било разговарано и за проектите што општината планира да ги реализира во иднина, како и за понатамошната поинтензивна соработка. Во рамки на посетата, кинескиот амбасадор на подарок доби копија од познатите винички теракотни икони, а ученичката Јана Алексова, која единствена од регионот го изучува кинескиот јазик при Институтот Конфуций, подготви пригоден рецитал. За исплата на надоместокот при оштетување од природни непогоди или пак при експропријација на објекти и земјоделско земјиште со насади, општина Кочани бара овластен проценител што ќе ја утврди вредноста.
За оваа намена е планирано да се потрошат околу 300.000 денари од сопствениот буџет, за да се покријат трошоците за работа на проценителот, кој што ќе треба да доставува соодветни податоци за вредноста на имотот што ќе биде предмет на разгледување. Веќе е објавен јавен повик за избор на најповолна понуда од овластените проценители. При тоа е нагласено дека набавката е делива, односно може да се пријават повеќе понудувачи, со оглед што проценката ќе се прави на недвижен имот, како и на насади, посеви, шуми и плодови на земјиштето. Од давателот на услугата се бара при проценката на вредноста на имотот да се земе предвид неговата пазарна цена, за да се утврди дали станува збор за градежно или земјоделско земјиште со што би се постигнала пореална вредност. За извршената работа по секој одделен предмет, давателот на услугата ќе добива соодветен паричен надоместок, што не може да биде повисок од 20% од сумата што е утврдена во правилникот за начин на пресметување награда при проценка, а што е објавен во службен весник. Рокот за пријавување на повикот од општина Кочани за овластените проценители е до 21 март. Со најповолниот понудувач ќе биде склучен договор на 12 месеци или се до искористување на планираната сума од 300.000 денари за оваа намена. Сдруженијето Национален ромски центар во партнерство со текстилната компанија Делтекс од Кочани, а со подршка од шведската организација за развој WeEffect, ја продолжуваат имплементацијата на кампањата за подобрување на имиџот на текстилната индустрија како и за добро и безбедно работно место. Активностите на кампањата скрои го сопствениот успех се насочени да ги подобрат перцепциите и имиџот на текстилната индустрија како добра работна средина, со што ќе ги мотивира невработените лица, особено ромите, да бараат вработување. Националниот ромски центар и компанијата Делтекс ги мотивираат младите роми и жените ромки да се вработат во текстилната индустрија, да размислуваат за долгорочна животна визија со личен професионален и кариерен напредок во текстилната и модната индустрија и да ги охрабрат преку својата работа активно да придонесуваат кон подобрување на животните услови на нивното семејство и на локалната заедница. Поради системски проблеми, како што се нискиот степен на образование и непоседувањето високи работни квалификации, добар дел од ромската популација во Кочани, пред се жени, бараат работа во текстилната индустрија. Од друга страна, ниската плата и неможноста за кариерен напредок се наведуваат како клучни фактори во одлуката на многу млади роми и жени ромки да не ја гледаат својата иднина во текстилната индустрија ниту во Кочани. Затоа се спроведува кампања за подигнување на имиџот на текстилната индустрија како достоинствено место за работа на младите роми и жените ромки, што ќе им овозможи стабилна иднина и кариерен напредок, истакнуваат од Националниот ромски центар. Текстилната индустрија е една од најзначајните стопански гранки во Македонија со околу 35.000 работници. Таа учествува со околу 13% од вкупниот бруто производ на државата, а поради незината извозна ориентираност учествува со околу 27% во вкупниот македонски извоз. Најголем број од вработените во текстилната индустрија се од женски пол, 85% од вработените во производство на облека, а 58% од вработените во производство на текстил. Статистичките податоци велат дека околу 7% од вкупното население во Кочани е од ромска заедница. Текстилната индустрија е еден од најголемите работодавачи во општината, каде нема можности и голем избор за вработување. Делтекс нуди стабилна работа со редовна плата, пензиско и здравствено осигурување, што значат поголема животна сигурност за вработените и нивните семејства. Задржувањето на работното место отвора можности за стекнување искуство и тесна специализација за извршување на задачите, што е можност за напредок во самата организација и за позиционирање како поквалификувани, истакнуваат од модната конфекција Делтекс од Кочани. Кампањата под слоганот "Скрои го сопствениот успех" е дел од проектот Организацијски развој на Националниот ромски центар и подобрени способности за вработување и предприемништво кај ромите, особено кај жените и младите. Проектот е поддржан од Шведската организација за развој WeEffect и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој СИДА. Активностите се во рамки на проектот што се фокусира на зголемен развој, приходи и вработување за руралната популација, особено на ромите, жените и младите на целните пазари. Очекуваниот импакт на проектот е социоекономска зајакната ромска, женска и млада популација во руралните и семиурбаните средини.
Викендов почнува третиот круг над превари во првенството на втората фудбалска лига Исток. Ке се игра редовното 19-то коло, во кое Кочанскиот и Виничкиот второлигаш повторно ќе бидат домакини, што треба да им биде предност за освојување на бодовите. Во Кочани Осогово ќе се сретне со последно пласираната екипа на Локомотива од Градско и најверојатно ќе бара рехабилитација по минатонеделната слаба игра на домашен терен против тимот на Кожув од Гевгелија. Сепак, тоа што гостинските играчи не се покажаа во најдобро светло во ова првенство, не значи дека жолто-сините се изразити фаворити. Причина за тоа е и што токму против Локомотива есенва на домашен терен Осогово успеа да извлече бод, иако имаше предност од 2 гола. Поради тоа неопходна е максимално внимателна игра, за да не се случи ново изненадување и губење на чекорот за задржување на средината на табелата и за зачувување на второлигашкиот статус. Виничка слога во ова коло ќе биде домакин на уште едно соседско дерби, откако минатата недела на домашен терен ја победи Каменица Саса. На стадионот во Виница в сабота ќе гостува тимот на Пехчево, против кој виничани имаат позитивна завршница во досегашните средби. Поради тоа јасно е зошто на овој надпревар влегуваат како фаворити, а уште повеќе што треба да ја оправдаат лидерската позиција на табелата. И покрај променливата игра на гостинската екипа, сепак домашните ќе мораат да покажат упорност и борбеност за да ја остварат зацртаната цел и да ги освојат бодовите. Надпреварите од 19-тото коло в сабота се играат со почеток од 15 часот.